Македонски железници трпи огромни загуби поради блокираната пруга кај Домини. На денешната пресконференција директорот на железници изјави дека предпријатието забележало над 1.500.000 евра загуби досега од блокадата од мигрантите на границата со Грција кај граничниот премин и Домени во изминатите 50 дена. Првиот човек на Македонски железници Никола Костов посочува дека прекин на железничкиот патнички и товарен сообраќај се случува во земја членка на Европската Унија, наведувајќи дека од блокадите Македонски железници транспорт е најголем губитник, бидејќи веќе ги имале склучено договорите за 2016 година со домашните и странски компании. Според Македонски железници, во најпродуктивниот период од годината за работа, обемот на превоз е сведен на 20 до 30% од планираните 80% за изминатите 5 месеци. Статистиките на предпријатието говорат дека товарниот превоз е намален за 80%, споредено со ланскиот период и очекуваните и договорени превози за годинава. Сега Македонски железници, која има околу 3000 вработени, работи со 20% од капацитетите. Регистрираните штети од 1,5 милиони евра, укажува Костов, се уште поголеми, ако се земе предвид фактот дека преку Македонски железници вози целокупното македонско стопанство. Тој рече дека веќе ги известиле сите надлежни институции во Европа, но оти само добивале писмено известување дека сочувствуваат со состојбата во која се наоѓаат Македонски железници. Од Македонски железници транспорт велат дека секојдневно се во контакти со грчката железница, но оти нема конкретни најави и предвидувања кога блокадата ќе биде завршена.